Професоре, она што за многумина со децении, со години, па и векови, е страста или авантурата на Дон Кихот, вие го прочитавте како страдањата или пасија на Дон Кихот. Зошто за страдањата се одлучивте? Зошто за страдањата? Зошто пасија по Дон Кихот? Затоа што сега ќе се подсетам на една, како се вика, извонредна книга на Ерик Фром, која носи наслов "Да се биде и да се има". Нели? Да се биде, според Ерик Фром, а и според моје длабоко убедување, е да се страда. А да се има, то практично значи, нели, да се има нешто што е материјално, да се има нешто што е во моментот задоволство или ќе овозможи некакви други задоволства и така натаму, но да се биде она што навистина човек е, да се биде творечка личност, тоа е вистинското одење на патот кон Голголта, апсолутно кон сопственото распетие. Дали Дон Кихот денеска се само креативците и творците или воопшто секој човек може да се препознае во тоа негово страдање и пасија? Јас мислам дека секој човек, доколку повнимателно седне над текстот и го прочита повнимателно, подлабоко, мислам дека секој човек ќе го открие сопствениот Дон Кихотовски знак и самиот себе си ќе се види во состојби и ситуации во кои јунакот на Сервантес многу често се наоѓа. И тогаш кога е смешен, и тогаш кога е тажен, и тогаш кога е гневен, но и тогаш кога е храбар. Не? Дон Кихот се бори против злото во човекот, со универзалните вистини или со доброто. Апсолутно. Дали тој негов глас може да го слушнеме и денеска? Дали уметноста е моќна да го пренесе тој глас? Да, уметноста, јас сум цврсто убеден дека е моќна и апсолутно е во состојба да ја пренесе тоа благородно чувство, дека сите луѓе се богатство без оглед на нивните различности, дека хармонијата, вистинската хармонија, е точно како кај Дон Кихот, во единството на спротивностите. Целиот лик на Сервантес е едно силно единство на спротивности и заради тоа таа хармонија е толку аналогна на природата. Оттаму уметноста тоа го почитува силно, го носи во себе и јас навистина го сожалувам секој творец ако не ја насети таа хармонија која битно ќе влијае врз неговиот развиток на тамошен. Низ вашите дела Дон Кихот доаѓа во нашата денешнина, низ нашето секојдневие. Се бори со најверојатно нашите ветерници и зли духови, чекори по патот кон Европската унија. Тоа се некои актуелни моменти кои што ги препознавте дека може да бидат дел од страдањата на овој Дон Кихот? Секако. Од дел од страдањата на вистинската личност човекова е и меѓу другото и тоа. Овде е изложен еден картон кој носи наслов "Дон Кихот ја напаѓа ветерницата". Ако повнимателно се загледате во карактерот на зградата што е насликана, вие ќе го препознаете објектот, кој е тој објект. А дека тоа е ветерница во овој момент кај нас, тоа е повеќе од сигурно. И дека Дон Кихот со право верува дека ќе ја победи и со право верува дека е тоа џин кој треба да се победи. Знам дека е најтешко на уметниците да им се каже да објаснуваат и да поентираат со нешто, но пред малку вие дадовте една убава, да кажам, метафора преку појадокот и бдењето. Ке може ли таа епизода, да речем, од романот, уште еднаш да ни ја кажете како ја доживувате? Добро, да, во една епизода сјајна, Дон Кихот и Санчо Пансо јаваат, денот е врел, светол, сончев, и Санчо се симнува во еден момент од своето сиво магаранце на земја и му вели на Дон Кихот, ајде да, господару, да малце да се поднахраниме, имам малку сирење козјо, имам малце вино во ова. А Дон Кихот седи на својата росинанта, го држи копјето исправено со шлемот, нели, берберскиот шлем. Сонцето удира во него, пече и го праша од озгора седејќи на коњот. Санчо, знаеш ли што е разликата меѓу тебе и мене? Не, господару, не знам, одговара Санчо. Разликата е во тоа што ти јадеш за да преживееш, а јас јадам за да надживеам.
Јас затоа ќе бдеам, а ти јади. Ви благодарам многу. Мало.